Во време кога социјалните медиуми заземаат се поголем замав, во време кога не постои човек кој нема Facebook, Instagram или Twitter. Зборуваме токму за користењето на овие социјални медиуми, за одговорноста при нивното користење, за сајбер криминалот. Токму со човекот кој е специјалист на тема нови медиуми и односи со јавност. Велам добре дојде за мојот денешен гостин, господин Бојан Кордалов. Благодарам за поканата. Ти благодарам што си дел од студиото на телевизија Сонце и што си дел конкретно од мојата емисија од своја страна. Многу благодарам за поканата, чест ми е. Како се станува во Македонија специјалист за нови медиуми? Па, јас имав таа привилегија или среќа да со оваа тема се бавам повеќе од 10 години, односно самите почетоци, кога социјалните медиуми се уште беа во фазата на блогосферата, на почетокот на двонасочната комуникација на традиционалните медиуми преку своите веб страни на Hi5, MySpace и така натаму. Така што растев како што растеше темата и во тоа време се уште немаше конкретна специјализација како да со тапија, да речеме, со факултетска диплома станете специјалисти. Така што најголемиот дел од ова го стекнав со искуството. Денеска веќе користам и шансата да бидам запишан како дел од постдипломските студии на правниот факултет во делот на односите со јавноста и социјалните медиуми, така да и формално ќе можам да речеме заокружам таа титула. Најважно е да се знае дека социјалните медиуми денеска веќе не се нешто ново, меѓутоа се уште поле кој што треба да се истражува и кое што треба да се на некој начин класифицира правилно, заради тоа што заземаат се поголем простор, а многу малку стекнуваме вештини знаења. Едноставно ги прифаќаме како дел од секојдневието, правејќи се на нив, не водејќи грижа што е она што е позитивно, што е она што е негативно, кој што може да го донесе. Така, буквално сме сведоци дека не во денот, туку во секундата работите се менуваат. Колку е потребно еден специјалист за нови медиуми да биде во текст со се она што се случува? Па, како секоја професија, значи, често сакам да кажам дека луѓето, сите ние потребно си ја сакаме работата и да се професионализираме во она што го правиме. Независно дали работиме на пријавница, во маркет, со социјални медиуми, во трговија или што и да е, едноставно мора да сте постојано во текст со новитетите кои што се случуваат, мора да сте посветени и мора да учите постојано. Значи, не е она што многу ми се допаѓа во ајде да кажеме, мојава професија или вокација, е тоа што често или секојдневно работите се менуваат, трендовите се една страна, во еден дел од денот може сосема поинакви за неколку денови, недели и така натаму, и тоа е предизвикот. Не гледам како поинаку, освен да се биде во тек, и не гледам како поинаку би можеле да останеме будни и да напредуваме ако не учиме постојано. Никој во денешно време не може да каже дека е совладал било која професија или наука и дека престанува да учи. Учењето е доживотно. Така. Денес речи си да не постои човек кој нема Facebook, нема Instagram, нема Twitter. Првичното прашање кое што мене ми се наметнува при користењето на овие медиуми е колку граѓаните се запознаени со сите оние последици кои што да ги наречам така кои што доаѓаат при користењето на овие медиуми и како е првично да ги заштитиме личните податоци кои што ги пласираме, односно ги оставаме со самите профили на. Па, прво и основно што треба да направиме е да прифатиме дека дигитализацијата или се поголемото присуство на интернет, социјалните мрежи и другите дигитални алатки во секојдневниот живот е реалност и е измислено и постои да има позитивен импакт. Секако, дека како што и во секојдневието, како кога одиме на улица, ако не почитуваме сообраќајни знаци, може да направиме сообраќајна незгода. Или ако некој закон не го почитуваме или го кршиме, дека ќе преминеме од другата страна на законот, односно на санкцијата, истото се случува и на социјалните медиуми. И не секогаш работите зависат од нас, меѓутоа колку повеќе сме информирани, колку повеќе разбираме во што се впуштаме, кога го стискаме она прифаќам или акцепт копче, кога стануваме дел од одредена социјална мрежа или пак кога стануваме дел од одреден дел и однос во интернет просторот, толку повеќе можеме да се заштитиме. Втората работа се децата, кои што во денешно време се раѓаат во еден интернет простор и самите тие деца мора да возможиме се да живеат безбедно во дигиталното време. Бидејќи ако ние на одредена возраст интернетот влегол во нашите животи и веќе сме имали изградени правила во секојдневието и само сме ги примениле во интернет просторот, денеска децата, младите од најмала возраст мора да
им помогнеме. Така е, дури бебињата имаме представа дека веќе се раѓаат со лаптоп во рака и колку родителите, кај родителите е подигната свеста за нели за изложувањето на самото дете на таквиот, како да го кажем, еве ризик при користењето на интернетот, при користењето нели на социјалните медиуми, колку родителите се свесни за тоа дека треба да ги заштитат онлайн своите малолетни деца? И според многуте истражувања, анализи и секојдневни разговори со родители, јас сметам дека се многу свесни родителите и дека прават се за да ги заштитат своите деца. По мене погрешна е перцепцијата дека сите родители само им даваат телефони на децата со цел да молчат и да бидат мирни. Напротив, Мора да признаеме дека има и такви секако дека има. Тоа е неспорно, меѓутоа ние имаме представа дека секој млад родител денеска буквално му го дава телефонот на своето дете само за да молчи и да не во наводници да биде мирно. Да биде мирно, да. Меѓутоа не е така, напротив, огромен процент, речиси секој родител се грижи и се бори неговото дете да биде заштитено на интернет. Проблемот е што ние немаме изградено свест, знаења и систем како да им помогнеме на родителите и да им ги трансферираме знаењата. Бидејќи кога секој на свој начин ги осознава работите, кога секој на свој начин се бори, некој ќе биде повеќе успешен, некој помалку успешен. Значи потребно е државата. По државата се мисли на институциите да разберат дека ова е предизвик на новото време. Ако во Британија образованието и наставниот кадар веќе со години учи кодирање и други дигитални алатки за да биде спремно кога ќе едуцира нови генерации, ред и ние и нашето предучилишно, училишно образование, меѓутоа и целиот систем на воспитување и образование на деца од родител па натаму, да посветиме и да помогнеме како да ги заштити децата во интернет просторот. Тоа е едната работа или она што го нарекуваме дигитална писменост, како дел од медиумската писменост, а тоа е како да направиме технологијата да се користи за позитивен импакт. Односно, како секој од нас да ги користи мобилните, лаптопите, апликациите и така натаму за поддршка во работа, во учење, во квалитетно поминато слободно време и така натаму. Бидејќи на интернет, вие може да најдете се. Така. Меѓутоа, верувајте дека ќе најдете многу повеќе корисни работи, ако знаете, имате вештини како да ги барате. А кај децата, за да стигнат до тие вештини, мора од најмали нозе да ги научиме што се предностите, каде да ги наоѓаат корисните работи и едноставно сме им дали образование за цел живот. Често го споредувам со сообраќајните знаци. Вие еднаш ги учите децата кои се сообраќајните знаци, како да учествуваат во сообраќајот. Ако ги научите, тие за цел живот ќе внимаваат. Кога преминуваат улици или каде се движат на тротоари така натаму. Ако не ги научите, цел живот ќе имаат проблем со тоа. Така, јас пак ќе се навратам кај на злоупотребувањата кај социјалните медиуми. Конкретно мене ме интересира еве како да ги заштитиме. Денес не постои, мислам, не постои ден без да постираме фотографија на социјален медиум. Како еве конкретно да ги заштитиме фотографиите кои што ги објавуваме и кои што им се надофат на речиси многу злоупотребувачи? Тоа се многу важни, многу добри прашања. Заради тоа што прво мора да сватиме неколку основни работи. Прво, социјалните медиуми постојат за да споделуваме радост меѓу другото и тоа е неспорно и дека секако дека ако дел од нашето секојдневие е убаво поминато време со нашите деца, дека тоа кога ќе добиеме желба, тоа ќе го направиме. Меѓутоа се што е прекумерно штети. Еве, имаме тука чаша вода, водата е многу здрава да се пие, меѓутоа ако ние пиеме 20 литри вода на ден, и таа ќе направи нуспојава. Ако ние јадеме не знам колку зеленчук кој што е многу здрав да се јаде, но ако го претераме и тоа ќе направи нуспојава на организмот. Така што мора да се знае дека објавувањето на фотографии од убаво поминато време или видеа и слично, па дури и со нашите деца е добро и секој пат кога имаме потреба треба да го направиме, но не прекумерно. Втората работа, со кого тоа ние се дружиме, на нашите профили, на нашите акаунти, кого прифаќаме за пријател, која е нашата намера. Ако мојот профил, мојот акаунт на Инстаграм, на Фейсбук, на Твитер е личен и служи само за дружење со познати луѓе, јас ќе прифатам само луѓе кои што ги познам. Ако сакам некоја фотографија да не може да допре до поширока публика, туку само до моите пријатели, има многу опции во поставките, во сетнезите кои што ќе ги искористам и ќе ограничам кој може да ја гледа мојата објава, дали е тоа јавно или пак само моите пријатели или пак ќе испратам приватно до неколку луѓе. Ако порано фотоалбумите беа тие кои што на контролирана публика во нашите домови или на гости дававме да се листаат и гледаат, денеска тоа е да речеме Facebook.
Колку луѓе ние ќе им дозволиме да ги гледаат фотографиите, зависи. Под еден, колку ќе објавуваме, или дали ќе претераме, и по два, какви поставки и заштити ќе употребиме. Денес како да не сме свесни за последиците, ајде ќе објавиме фотографијата и меѓутоа треба пред да објавиме нешто како да се запрашаме, чекај кој може се ова да го види, нели? Така е. Апсолутно сте управо. Мислам, тоа многу ретко го ние реагираме кога ќе Не настане знаеме проблем. до каде може да отиде таа фотографија или пост. Така е. И тоа е еден од проблемите, заради тоа што факт е дека државите, институциите на национално, на европско и светско ниво треба да се грижат за приватноста наша, на социјалните медиуми. Меѓутоа, колкава заштита е да има, колку некој да се грижи за нас. Ако ние не водиме сметка, ако не се едуцираме кои се можностите, која е моќта на овие алатки, тоа се сепак канали, значи ние повторно ќе направиме некаква грешка. Мора да се подига личната свест. Да, институциите потребно да се вршат својата работа и тука изговор нема. Самите социјални медиуми треба да си ја вршат својата работа во заштита на приватноста, изговор никако нема. Но и кај нас не сме да има изговор. Ние сме најодговорни за она што ни се случува. Колку социјалните медиуми, нели како канал за информации, се веродостојни кај нас? Како да разликуваме, еве, во денешно време имаме куп информации, преплавени сме веќе со куп информации, како да ги разликуваме вистинските од лажните информации? Колку може да им веруваме на информациите пласирани на социјален медиум? Па, често се трудам да потенцирам што е разликата меѓу еден традиционален и еден социјален медиум. Социјалните медиуми се канал. Значи, тие не продуцираат содржини. Значи, Facebook не е извор на вест. Facebook е медиум преку кој што луѓе пласираат информации и вести. Медиум, ТВ Сонце, било кој друг електронски печатен медиум и така натаму, подлежи на многу други правила, концесии и правила на игра кои што треба да ги следи за да пласира програма. Новинари, сниматели, уредници и така натаму и така натаму. Че буквално еден систем низ кој што се канализира веста преку човечки фактор. Кај социјалните медиуми, Facebook, Twitter, Instagram, ние сме креаторите како индивидуи. Нема систем кој што контролира, следи и така натаму, освен системот на прекршување на правата на другите. Затоа, како граѓани, како луѓе пред се, мора да бидеме свесни дека секоја информација која што ќе ја добиеме треба навистина со отворен ум да ја прочитаме. Бидејќи денеска многу се говори за лажните вести, и тоа лажните вести се предизвик со векови. Се предизвикот како постојат информациите. Факт, денеска заради брзината со која што вестите и информациите се шират преку интернет каналите, многу повеќе се соочуваме со овој феномен како масовна појава. Меѓутоа, проблемот да се надмине, да се реши или да се адресира, е многу важно да се едуцираме и со отворен ум да ги примаме информациите. Не можеме да веруваме на се што ќе прочитаме и мора да провериме, заради тоа што ако некоја информација, некоја вест ја прошириме, ние сме дел од ширењето на веста. Ако е лажна, стануваме дел од системот. Ако е вистинска, помагаме добрите и вистински информации да стигнат. Едноставно, мора да бидеме едуцирани, мора да ги примаме сите информации критички и да ги проверуваме. Не да ги проверуваме со не знам какви алатки, меѓутоа да ги проверуваме со себе и со податоците кои што ни стојат на располагање онлайн. Денеска на интернет ви имате море, океан од информации, меѓутоа тоа е предност. Значи, вие можете да споредите и да видите секоја информација да донесете критички суд. Тоа да го искористиме, тоа е медиумската писменост. И денес како да имам чувство дека социјалните медиуми се повеќе почнаа да ги засенуваат традиционалните медиуми. Дали ќе дојде можеби ден кога нема да ни е потребна телевизија за да дознаеме нешто или Јас лично не сум поборник на тоа сценарио. Сметам дека ситуацијата станува обратна. А сметам дека после 10-11 години од масовизацијата на социјалните медиуми станува се повеќе јасно дека традиционалните медиуми добија уште еден сојузник. Може би начинот на кој што денеска информациите, содржините, вестите од телевизиите се гледаат е различен. Може би не секој денеска чека да дојде одреден саат и да ги гледа вестите. Тук може би ги гледа ноќе, дење, on demand, како велиме, кога одговара. Меѓутоа, ако вие ги земете прегледите на YouTube, прегледите на вашите Facebook акаунти, Twitter, Instagram, вие ќе видите дека традиционалните медиуми добиваат се повеќе гледачи споредно со порано. Значи, не сметам дека социјалните медиуми ќе ги заменат традиционалните. Улогата на медиумите ќе остане и понатаму силна, според мене многу појака.
Дали ќе се промени начинот на кој што ќе се гледаат информациите е сосема друго. И втората работа, бидејќи ги спомнавме лажните вести, токму тука традиционалните медиуми ќе играат се поголема улога и тоа е веќе видливо. Во ера во која што вие добивате као граѓани, као луѓе, добивате информација од сите страни и кога вие не можете да разликувате од каде доаѓа вистинската, од каде лажната или кредибилната, од каде некредибилната вест, вас се повеќе ќе ви биде важно кој е креатор на веста. И вие кога ќе го прочитате името на новинарот, новинарката, уредникот, уредничката, фотографот, снимателот и така натаму, вие ќе имате изграден став. Дали таа личност, тој медиумски работник, е некој во кој што имате доверба или пак некој во кој што немате доверба. Така што традиционалните медиуми дополнително мислам дека ќе имаат улога и во борбата со лажните вести и веќе ја имаат. Колку како држава сме зависни од користењето на социјалните медиуми и до каде води можеби сервирањето на тацна на се оно што го правиме на еден социјален медиум? Па ако ги земеме официјалните статистики, веќе сме до 90% на секојдневно користење на интернет, над 60% од луѓе, граѓани кои што користат социјални мрежи, така што да, зависни сме, меѓутоа не сме сами. Бројките се уште повисоки во поразвиените земји. Јас сакам често тежиштето од зависност да го префрлиме кон дигитална писменост. Значи, факт е дека денеска се дигитализира. Меѓутоа, дали вие ќе го потрошите вашето време во интернет просторот или пак ќе направите нешто корисно, исто така во интернет просторот, е многу различно. Да, вие може 2 часа да поминете седејќи на интернет и не правејќи ништо, а може да поминете 2 часа да разработите некоја проектна идеја, да разработите некој проект за училиште, да се релаксирате гледајќи добра серија што ќе ви даде инспирација и енергија да продолжите. Значи едноставно прашањето е квалитетно како ќе го поминеме времето. Бројот на часовите ќе расте, бројот на зависноста од дигиталните алатки ќе расте. Тоа е, можеме да го споредиме со времето пред пола веќе и повеќе, значи по појавата на телевизијата кога се поголем број на луѓе покрај печатот, покрај радиото, почнувале да гледаат телевизија. И ден денеска ние можеме да констатираме дека телевизиските содржини како се корисни за развојот на луѓето. Ако ние гледаме добри, квалитетни, продуктивни содржини, че можеме да се едуцираме, можеме да поминеме добро слободно време и можеме да се инспирираме за да се вклучиме во одредени активности. Во најмала рака, информирањето е многу важно, бидејќи преку еднаквиот пристап на информациите што го прават медиумите, секој добива еднаква шанса да се гради себе си, да направи некоја промена, некоја разлика за општеството. Така е, колку сликата за нас во реалноста се поклопува можеби со онаа слика која што сакаме да ја прикажеме на социјалните медиуми. Да, ова е доста интересно прашање и често и со психолози, со социолози го разговараме и така натаму. Тоа е индивидуално. Меѓутоа, факт е дека мора да знаеме најголемиот дел од нас сакаат да создадат позитивна слика за себе на социјалните медиуми. Меѓутоа не треба да е тоа така. Не треба, меѓутоа секој се труди да ја расшири од друга страна и позитивната енергија. Она што не чини е да се претвараме нешто што не сме. Така. Тоа не чини. А јас често велам дека ако некој пат имаме лош ден, че подобро да го одседиме дома, дури ни на тастатурата да не кликнеме, да почекаме да пројде, па потоа кога ќе имаме нова енергија, позитивна енергија, да се вратиме на медиумот, односно на социјалните мрежи и да се вратиме во игра, отколку по секоја цена секојдневно направиме нешто. Притисокот е голем, ретко кој знае да се носи, особено децата. Постои еден термин пред повеќе од 5 години кој што е така наречен Facebook депресија, односно зависноста кај децата од броење на лајкови и коментари. Бидејќи знаете како ние сме возрастни луѓе и дали ќе имаме 1, 2, 5, 10, 100.000 лајкови, ќе не значи, меѓутоа нема да во принцип паднеме во депресија. Меѓутоа едно мало дете, ученик, кој што објавил нешто на Инстаграм или било каде, ако не добие доволен број на лајкови или се споредува со некој идол од своето одделение или училиште кој што добива повеќе, може да се разочара. Ако симпатијата не истисне лајк или даде коментар, исто така може да се разочара и одиме чекор понапред. Ако тоа дете е исклучено од група, дали е тоа на Viber, на WhatsApp, дали е тоа било какво дружење на некоја игра, исто така може да создаде последици. Тука веќе не води кон
можностите и она што се нарекува булинг и врсничко насилство, нели тоа е сосема друга тема. Така е, на самиот крај, ајде да ја прикажеме која е вистинската цел и идеја на социјалните медиуми на користењето на истите. Основата на социјалните медиуми е всушност двонасочна комуникација, интеракција, дебата, обединување или поврзување по слични исти интереси и едноставно градење на едно здраво општество. Здраво од аспект на тоа што е поставено на критичка мисла и на дебата. Социјалните медиуми во својата основа имаат за цел да ги направат луѓето и да ги поврзат онакви какви што се, да им дадат простор да се изразат, да надминат многу бариери кои што во реалноста постојат, да многу луѓе кои што се затворени, екстровертни им дадат шанса да се изразат и едноставно сите намери се позитивни. Секако тие имаат и за цел да го поттикнат интересот едни за други, што секако постои, меѓутоа да дадат побрз проток на информациите и патување на вестите од еден до друг крај. И ако така ја поставиме работата, ќе видиме дека денеска, ако имаме роднини во Америка, во Австралија, ние можеме по неколку пати на ден да се слушнеме. За разлика од пред само 10 години, можеме да го направиме тоа во речиси секоја минута. Секако, почитувајќи ги временските зони. Можеме да се видиме. Можеме буквално да постигнеме повеќе. Ако денеска треба да пишуваме некоја лектира или белешка за некој автор, можеме веднаш да ја најдеме неговата незината биографија. Едноставно има многу предности, но во исто време сме сведоци на насилство во интернет просторот, сме сведоци на девијантни појави, крадење на идентитет, сме сведоци на заведување, мислам на помали деца, заведување и терање да прават работи кои што не се адекватни на нивната возраст, огромен пристап до информации кои што се неадекватни за возраст на децата и така натаму и така натаму. Клучното прашање е балансот да се пронајде и да се... И да знаеме како да ги заштитиме младите и како да се заштитиме и себе си во интернет просторот. Заради тоа што, знаете како, кога ќе купите миксер, треба да знаете како функционира за да не си го повредите прстот. Кога ќе купите било каква направа, мора да го прочитате упатството. Така. Заради тоа што во најмала рака нема да ги искористите сите опции што ги нуди. А замислете кога сте мало дете, кое што прв пат се соочува нешто кое што има упатство од 10.000 страници. Ако не му помогнете, не го упатите, а претходно вие не ги прочитате и осознаете тие страници, дефинитивно може да преовладаат опасности. Така, на самиот крај од нашиот разговор, јас ќе напоменам дека бевте номиниран за Маж на годината. Што за вас значеше оваа номинација? Искрен да бидам, номинацијата навистина значи, особено кога работите некоја општествено одговорна работа во општеството и која што е поврзана со подигнување на јавната свест, секое признание значи. Знаете како, кога ќе добиете номинација кога некој се сетил на вас, ве мотивира да продолжите понатаму. Наградите значат, меѓутоа пред се можноста да придонесете и некој да ви каже ова е добро, продолжи понатаму или ова не чини, ајде заедно да го направиме подобро, мотивира и ве тера да одите натаму. Јас се надевам дека секој човек ќе ги добива признанијата кои што ги заслужува, ќе ги добива номинациите кои што ги заслужува, заради тоа што не постои по мене личност која што не вложува во одредена кауза. Јас сум ја избрал оваа и се радувам кога се препознава и кога заедно со многу луѓе кои што даваат поддршка, на овој пат успеваме да направиме промена. Впрочем, подигнувањето на свеста се прави преку ваква дебата, ваква емисија, вакво гостување, каде што разговараме за теми кои што се од помош, од поддршка на многу наши сограѓани. Така е. Господине Кордалов, на самиот крај ќе ви се заблагодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од емисијата од своја страна. Ќе ви посакам успешна и плодна работа и да продолжите да влијаете за доброто на нашето општество. Благодарам ви, посакувам многу успех, многу успешни емисии и уште долго да ги промовирате позитивните и важни теми за целото општество. Почитувани, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна. Говоревме за социјалните медиуми и за последиците при користењето на социјалните медиуми од специјалистот за нови медиуми и односи со јавност господинот Бојан Кордалов. Се гледаме веќе наредна среда со нов интересен гостин со нова и интересна тема. А дотогаш, довидување.